Дали вашата врска беше само добар маркетинг? Сега како да одговарам, ајде. Со да или не? Ке кажам, Дали ти е криво за некоја врска што имаш прекинато? а што си ти? Се случува со причина, можеби затоа но криво ми е, што знам, барем мислам дека ми е криво за некои работи, но пак ќе кажам, знам дека со причина се случиле. Со текот на времето ќе ја дознам таа причина. И се препотив. Добро дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој најавните личности им се поставуваат прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Секое прашање мора да биде одговорено со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои проект немаше да постои. Голема благодарност за нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кој многу години безусловно веруваат во мене. Благодарност до Прима Мебел што се погрижија за интериерот во ова студио, како и на Fashion Group што вечерва ме облекува во Спрингфилд. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola батонот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега, време да го представам мојот гостин. Ева Јовановска, добре дојде во Полиграф. Добро те најдов. Како си? Искрено да ти кажам, одамна не сум имала уку трема, ама ќе видам добро. Ќе видиме дали тремата е оправдана. Доколку си спремна, време е да започнем. Па може. За да калибрираме машината, први е потребно да одговориш на некои основни прашања. Дали е твоето име Ева Јовановска? Да. Дали имаш 22 години? Да. Дали си спремна за полиграф? Мислам дека да. Доаѓаш од Тетово, а живееш во Скопје. Дали е вистина дека се срамиш да разговараш на тетовски дијалект во Скопје? Не. Не се срамам, дефинитивно. Јас многу си го сакам дијалектот, но сметам дека откако почнав да живеам во Скопје, природно го попремив и скопскиот дијалект, но многу пати ми парат моите следбеници да снимам видеа на тетовски и многу им се допаѓаат. Во Турција ја освои престижната награда Miss of the Future на настанот Мис на Евразија. Дали е вистина дека ја имаш платен оваа награда? Не. Дали очекуваш дека ќе станеш и Мис на Македонија на главниот избор за Мис на светот? Па не. Мислиш во моментов дали би сакала, дали очекувам? Не, затоа што веќе на тоа поле не сум толку активна, не се ни пронаоѓам до толку. Дали се плашиш за својата иднина? Не знам. Одговараме со да или не? Да. Па да, не се плашам, но фактот дека не знам што ќе се случува понатаму, можеби така ми дава мал страф, но во секој случај спремна сум за што и да доаѓа. Ама дека ми е седно и воопшто немам страф. Не. Беше водителка на едно телевизиско шоу. Дали е вистина дека се откажа од истото
поради несогласување со твој колега? Не. Имаше повеќе фактори кои што влијаја за да се откажам од тој проект. Веќе тој проект и не постои, ако мислиме за истото шоу, но сега тој колега работи на друг проект и му посакувам и среќа, гледам дека супер му оди емисијата, но во добар однос сме. Дали некогаш лажно се представуваш на социјалните мрежи? Не. Се трудам да бидам најреална што можам, но дефинитивно се случувало кога не ми бил до толку добар денот, да сум пробала да бидам порасположена за контент и слично, но сметам дека пак не било тоа лажно целосно. Мислам дека сите се трудиме да бидеме така, барем пред камера, да изгледаме подобро во моменти кога не сме. Во едно интервју имаш изјавено дека имаш добиено порака од непознат дечко кој сакал да те слугува. Дали му ја исполни желбата? Не. Малку ми исплаши таа порака. Добиваш често такви понуди? Па, да, мислам, добивам секакви пораки, ама мислам дека таа ден денес ми е една од најспецифичните. На 20 години купи стан. Дали е станот целосно купен од инфлуенсерството? Не. Тогаш се уште не се занимавав до толку активно со инфлуенсерство и не заработував до толку. Мислам дека тука ми потпомогна и моите родители, за да можам да си го остварам тој сон да живеам во мој стан во Скопје и многу сум благодарна за тоа. Дали си заљубена? Па, да. Мислам дека сметам дека љубовта не исчезнува така лесно. И ќе треба време дали да исчезне, дали да премине во некоја друга форма на љубов, но ќе излажам ако кажам дека не сум се уште заљубена. Дали ти е криво за некоја врска што имаш прекинато? Да. Мислам дека да. Јас секогаш размислувам дека се случува со причина и верувам во тоа, но дека некогаш си велам дека можеби некои работи поинаку би ги направила и поинаку би постапила, да. Но баш тогаш најмногу учиме и за себе, и за воиднина, за следни врски и следни пријателства. Дали сметаш дека Александар Динев те направи популарна? Вака. Ќе одговорам со да, затоа што многу ми помогна. Дефинитивно, она е личноста која што ме поттикна и да верувам во себе доволно за да почнам да снимам содржини за социјалните мрежи, но сепак сметам дека јас го вложив трудот и јас да не сакав, да не се потрудев, немаше да го постигнам тоа што го имам сега. Верувам дека и уште ќе вложувам во себе и имам и други високи цели кои што сакам да ги постигнам, но секогаш ќе му бидам благодарна на Александар кој што ми беше тука до мене и ми помогна многу. Дали вашата врска беше само добар маркетинг?
А што си ти? Не. Луѓето кои што ме знаат приватно најмногу знаат дека беше реална врската и најубавата врска во која што сум била до сега. Дали е вистина дека и ти подготвуваш своји производи? Сега како да одговарам, ајде. Со да или не? Ке кажам не, затоа што се уште не подготвувам, но дека размислувам на таа тема и дека ми е една желба која што сакам да исполнам, да. Дали сметаш дека TikTok е безбедна платформа за деца да креираат содржина? Да, мислам дека платформата се грижи за младите, не дозволува секоја содржина да биде пласирана. Сепак има моменти кога некои содржини, лично и мене не ми се допаѓаат да се пласираат, но гледам, особено за мои видеа, пред да ги објавам, се прави чекап, навистина се прегледува дали содржината е достојна за да биде објавена, но дека може да биде подобра платформата, може. Во хороскоп си вага. За вагите велат дека лесно менуваат став и дека седат на две столици. Дали ова те опишува тебе? Не, барем јас така мислам. Не верувам ни до толку многу во хороскоп, ама еве да верував малку, може би имам некој подзнак што ми помага да не биде тоа вистина, но се трудам да се држам на своето, дека знам некогаш да променам став, знам, секој знае, но не така лесно. За вагите важи и тоа дека премногу анализираат. Дали поради неодлучност имаш пропуштена нека голема животна прилика? Не, барем мислам дека не. Затоа што, да, дефинитивно неодлучна знам да бидам на моменти, но сепак и одлуката што сум ја донела била со некоја причина, може би некоја работа не се случила, а можела се случи, но верувам дека во иднината ме чека нешто друго, може би поголемо. Или може би така само се тешам. Дали е вистина дека мислењето на постарите не ти е важно по секоја цена? Да. Го имав ова изјавено пред некое време и стојам за тоа. Сметам дека треба да има обострана почит и разбирање и јас ги почитувам сите, но доколку возрастна личност не ме почитува мене и не може да ја добие мојата почит по секоја цена. Мислам дека така е најфер и се заслужува во животот. Дали некогаш имаш рекламирано производ или бренд кој во приватноста не би го користела? Да. На почетоците. Тогаш не ни создавав многу содржини на социјалните мрежи, си уште бев и во телевизија, но се сеќавам за еден бренд кој што би беше меѓу првите соработки, бев многу возбудена, но си уште не ја знаев длабочината на тоа што значи да представуваш бренд. Немав ни до толку
влијание како во моментов. Мислам дека беше безопасно, но се сеќавам дека тогаш одлучив да го представам во најдобро светло, иако не го користев понатаму. Дали е вистина дека воопшто не знаеш да готвиш? Па не. Мислам дека знам да готвам, но не најдобро. Јас ќе се потрудам и не ни готвам во принцип премногу. Можеби да готвев повеќе ќе знаев подобро. Имаш кажано дека од мала ти било желба да станеш пејачка како Елена Ристевска. Дали имаш во план да снимиш песна? Не знам. Ке кажам да, затоа што музиката многу ја сакам и како дете многу поактивно се занимавав со музика и имам желба за музика, но не верувам дека сега е вистинското време да го направам тоа, но дефинитивно како план во главата ми стои. Дали е вистина дека наплаќаш роденденски честитки? What? Не. Се случило неколку пати мои следбеници или нивни родители да ме контактираат за да им честитам роден ден или да присуствувам на роден ден. И тоа сум го направила со љубов и од задоволство. Но се случило многу пати да ми понудат пари за тоа, да ме прашаат колку треба сега ти дадеме што дојде на роден ден, но никогаш не сум взела пари за такво нешто. Дали некогаш преку твоите објави на Инстаграм сакаш да пренесеш некоја скриена порака? Не. Ама ме поттикна, можеби некогаш ќе пренесам нешто скриено. Дали е вистина дека наскоро планираш да започнеш свој проект во кој ќе бидеш и водителка? Ке кажам да, затоа што постои таква можност и во преговори сум, но се уште ништо не е 100% сигурно, но би сакала да се уствари во блиска иднина. И работам на тоа. Да започнуваш од почеток. Дали од денешна перспектива би направила се исто? Да. Мислам дека иако сега во моментов повеќе се занимавам со социјалните мрежи, а не со телевизија. Телевизијата ме научи на многу работи и можеби дека немав тоа искуство, немаше толку да се пронајдам во инфлуенсерството, така што редоследно убаво се одвиваат работите. Дали сметаш дека ја имаш совладано формулата како да направиш вирално видео? Да, мислам дека да, но социјалните мрежи се убавината на социјалните мрежи, тоа што работите се менуваат и во моментов можеби начинот на кој што креирам контент е така повирално, но цело време има нови трендови и јас секогаш се трудам да бидам во тек. Но во моментов мислам дека да. И последно прашање. Дали нешто ме излажа денеска?
Го притисна кога колабаторот. Мгм. Дали е тоа затоа што знаеш дека ме излажа? Смислам дека не те излажев, но не сум сигурна некако, не знам. Затоа си викам подобро да го притиснам. Во ред. И се препотив. Време е за резултатите. Ева Јовановска. За жалобирот беше неуспешен. Имаш паднато на само 3 прашања. Па да го продискутираме тоа заедно. Може. Првото прашање каде што не беше целосно искрено беше дали се плашиш од својата иднина. Тоа е добро, значи не се плашам. Малку се изненадив. Може би и не се плашам до толку што мислам. Следното беше дали некогаш лажно се представуваш на социјалните мрежи. Ти рече дека не. Дали сметаш дека има некои моменти во кои се представуваш? Па може би не се трудам да бидам најреална што можам, но верувам дека се уште постои дел од мене што не го знаат луѓето. И мислам дека со текот на времето ќе почнам да бидам уште поприродна, но имало моменти кога сум се трудела да делува поубаво. Мислам, така, се трудиме да изгледаме најдобро што можеме. И имало денове кога можеби не сум била толку расположена, но сум требала нешто да снимам. Така што, во таква смисла можеби било тоа лажно, реално ако гледаме. И последното прашање каде што не беше целосно искрено, ми кажа дека ти е криво за некоја врска што имаш прекинато. Оваа машина кажува нешто поинако. Дека не ме е криво. Пак ја кажам дека се случува со причина, можеби затоа но криво ме, што знам, сега ме збуни малку. Барем мислам дека ме е криво за некои работи, но пак ќе кажам, знам дека со причина се случиле. И со текот на времето ќе ја дознам таа причина. Тука го завршуваме ова тестирање. Фала ти. Фала и на тебе. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот за да гледате уште епизоди и пишете ни во коментари кого сакате да видите следен тука. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.